3 дена без капка вода оставени станари од зграда на улицата Христијан Карпош во Штип, откако пукнала цевка во маркетот, кој се наоѓа веднаш под нив. Револтирани и гневни велат дека становите и влезот од зградата се шират со непријатна миризба, а вода полнат во туби и шишиња не баре живеат во минатиот век. Стравуваат од инфекции и бактерии, бидејќи како што велат проблемот не се решава. Велат дека со часови го бараат газдата на маркетот, но засега немаат конкретна информација кога дефектот ќе биде саниран. Најпогодени се повозрастните кои веќе 3 дена останале без основни услови за живот. Готово више да смрдеме, почнаме више да миришеме. Па гледај, тие се стари цевки. Значи ние се 60 години се тие цевки. Тие значи почнале више да тонат и се расипат и пукнат. И треба тие да се санират, да се направат. Он не си ги поправа, те сега дојделе мајстори да видиме како ќе биде. Трети ден како немаме вода. Проблемот е и наш и ние. Значи да се реши проблемот. Ние не можеме тоа да го решиме сами. Немаме агенцијата што ни чисте, треба да дојде да не преземе, не доваѓа да не е дојдел 10 години човеко да дојде у зградата што се дешава, што не се дешава. Значи имаме фондови тамука, да дојде другари, да еден состанок да имаме. Викнаме го, дојде и отиде си. Дојде тука, виде ситуацијата, водата како е, и снема го, отиде си, друга работа си гоне. Сега тука надолу улазом мериш, нормално. И вие улизете, видите. Ама требаше да се одма санира, ако почнат да реагират, затвори водата, требаше одма да почнат да работат, а не у тај момент имаше вода, течеше. Виде фрижидери ги тргнаа на страни и зема сопреа вода. Па те спрема се да одам да пунам вода, неколку дена немаме вода, а можеме да замислиме без вода како е. Мислам едноставна е работата, само да се санират нештата, да се средат работите, да си тече секако што треба. Па даде, ајде сите на вода ќе одеме сега. Тоа е тоа, враќаме се у старо време, ја. 21 век на вода. Неколку дена немаме вода. И тоа е, знаеш, тоа е проблем. Мислам, кога има проблем, треба да се пристапи од дека се снајдеме, од комшии, нагоре-надоле. Како одам по роднини, нема, на Кежовица одам, на Бања. Вода чим нема е најстрашно, мислам, од сите работи. Па да. Само се имам купечка вода за пиење. Од неа малку се замивам, а за капење сакав за овие 2 дена беги ќе дојде да се искапа баш сега. Мириша, ама веќе на тоа не можеме ни да кажеме ништо, ни да се пошалеме. Тоа е. Станарите апелираат проблемот што поскоро да биде решен, бидејќи во зградата живеат голем број повозрасни лица. Велат дека за нив е вистински товар секој ден да носат туби и шишиња со вода по катовите до своите станови. Па да се санира, ама шо е, како е, не ја знам ситуацијата. Па да дојде се да направи, да се решава и проблем. Можеби ќе треба да дојдат соодветна, како се вика тоа, инспекција или стручни луѓе, за да кажат последниот збор да го имаат тие. Меѓутоа, секогаш кога ќе настане проблем треба да пристапиме да го решиме. За проблемот М-нет телевизија се обрати до одговорните од маркетот, откаде информираа дека прекинот е поради дефект на застарена водоводна мрежа која минува под објектот, дека санацијата е во тек и дека се очекува водата да биде пуштена повторно до крајот на денот. Поради застарена инсталација на водоводна мрежа стари метални раѓосани цевки, која ја снабдува зградата со вода за пиење, а минува под нашиот и низ нашиот маркет, имавме нејзин дефект. Заедницата на станари и управителот, иако известени, не превземаа никакви дејствија за отстранување на опасноста од поплавување на маркетот. Ние го известивме јавното предпријатие ИСАР, кој веднаш ја сопре водата. За санацијата го известивме управителот на зградата. Заради отстранување на опасноста и поплавата во маркетот, ангажиравме приватна компанија за санација на водоводната мрежа, што минува под и низ нашиот маркет. Бидејќи санацијата е од поголем обем, се работи на решавање на проблемот и до крајот на денот се очекува вклучување на водоводната мрежа, велат одговорните на маркетот. Според информациите на одговорните, дефектот се очекува да биде решен до крајот на денешниот ден.